Каменот се 1,44 м на 72 см на 30 см, направен од црн гранит, тежи на некаде 750 кг. И еден од најпознатите текстуални артефакти на планетава Земја се наоѓа во Британскиот музеј. Значи, вие се зафативте со дешифрирање на тој средниот текст, кој според дури сега да не сгрешам, меѓутоа некаде уште во 1822 ми се чини, да, веројатно кога прв пат почнале тие истражувања и проучувања на каменот, според Томас Јанг, уште тогаш претпоставува дека е средниот текст оригиналниот, а другите горниот и долниот се толкување на средниот, официјалниот или најважниот текст. Според тоа, значи вашево откритие, значи, дешифрирајќи го или пронаоѓајќи методологија како да го прочитате надписот, вие практично го откривате древно македонското писмо и древно македонскиот јазик, што во тоа време бил и официјален јазик во Египет под владење на Птоломеите, една од последните македонски династии. Тоа е една наша претпоставка која што е многу едноставна, дека секој владетел кога доаѓа во некоја земја, ако, да речеме, народот кој што го представува тој владетел е на доволно високо цивилизацијско ниво, го воведува својот јазик и своето писмо во државна употреба, во сите државни институции. Постојат и некои други примери, но тогаш станува збор за народи кои што не се баш на многу високо цивилизацијско ниво и тогаш надвладува културата на домородното, да речеме, население. Но овде мислам дека не може да се примени тоа правило, заради тоа што некој народ да владее 300 години и да не само да владее, него да доминира во тие 300 години со својата култура и со својата цивилизација, над тогаш не било кој, да речеме, дел од светот, него најцивилизираниот дел од светот, тоа не може да биде случајно. Ако тој народ е на ниско цивилизацијско ниво, како што се представува, во смисла да не се знае кој јазик зборувал, па сега се појавуваат нови толкувања дека можеби до 5-тиот век од новата ера зборувал македонски, па во 4-тиот, во 3-тиот век почнувале да се хеленизираат, макар да таков израз во тој период не постои. Тој израз е некаде стар од 1830 година навака. Но, како и да е, потоа го заборавил својот мајчин јазик, тоа би бил единствен случај во светот. До сега феномен невиден. И затоа велам дека нашата претпоставка е многу едноставна. Дека тие што го владееле Египет во тој период, а на каменот така и откриваме дека тоа е писмо на живите господари. Тоа сакам да потенцираме, значи. Но и уште нешто, дека писмото на живите господари е државно писмо. Тоа до сега не беше кажано, но веќе со овие истражувања кои што се наоѓаат во финиш, во завршна фаза, веќе и тоа го откриваме на некои места од текстот. И затоа е официјално, живите господари се Птоломеите, и на државата се македонска династија. Значи сите нешта си водат во прилог дека е ова навистина јазикот на античките македонци. Тука се поставува уште едно прашање. Јас идам од страна на оние кои не критикуваат. Зашто за изминатите 200 години такви научници како што ги има во Европа и во светот не успеале да го дешифрираат. Сега ние се најдовме сами. Сега ние се најдовме некои македонци кои не би требало да бидеме многу паметни да тоа го решиме. Има многу едноставен одговор. Во времето кога е пронајден каменот и самиот Шамполион на документи кои наши симпатизери не ги презентира, пишува дека тоа е јазик, дека тоа е писмо, средниот текст од стрелица на Алтен Macedonischen, пошто е текстот германски. Значи, и тогаш првите истражувачи констатирале и првиот истражувач Томас Јанг исто така констатира дека е на 3 писма напишан каменот. Али во тоа време за Македонија ова што е останата денес за македонскиот јазик, ама не се знаеше во светот ништо. Тоа беше Турска империја, таму едно парче од таа голема империја, замислите колкава е Македонија, во тоа време
не го знаа нити македонскиот јазик, нити у Македонија дека постои. А камоли да имале некои научници кои би се зафатиле со тоа што го толкување на работеат, текстот. толкување Да. на текст. И затоа во она време кога проблемот беше многу актуелен, едноставно никој не помисли на македонскиот јазик, него европската наука, пред се Велика Британија, односно англичаните и французите и германците, го користеле египетскиот јазик за да го прочитат средниот текст на каменот од Розета. И тука е основната грешка. Тие писмото им било познато, значи демотиката била позната како писмо кое во Египет се користило повеќе време, ali и писмото не е доволно за да може да се прочита, мора да се предпостави и јазикот кој би. Тие го предпоставиле веројатно јазикот на така наречен новоегипетски, кој веројатно го знаеле во на одреден ниво. Ние сега направивме многу исто што и тие направија, само го менавме јазикот. Вие во ред го предпоставивте египетскиот, дојдовте до одредени резултати кои се помогнаа повеќе, односно припишуваа од грчкиот текст, за да го преведат овој демотскиот, а ние не користејќи го грчкиот, применувајќи само македонскиот јазик, дојдовме до одредени резултати кои по наше длабоко убедување, а не само по наше убедување, него и научници ево и од Русија и од Словенија. И светската научна јавност се интересира. Дава многу по-прифатливи, многу по-разбирливи резултати. И ете, тоа е сега она што одредени научни работници некако не можат да го прифатат како логична последица. А да не зборуваме за последици. Ревидирањето на вистините или одреден сегмент на вистините веројатно во сите епохи светски наидувало на некакви или контраефекти во смисла на тоа дека се рушат сега некои теории на кои сме навикнале да размислуваме дека се вакви такви. Тука само два моменти би спомнал. Да, прво, Томас Јанг е физичар по вокација. Тој до својот заклучок дека најверојатно средниот текст е главен, а другите се преводи, и дека има најмногу детали, дошол по многу едноставен пат. Ги изброил знаците, кои што ги има во средниот текст, ги изброил знаците во другите текстови. Во средниот текст знаел дека има слогови знаци, секој слог содржи два звука, значи заменува два звука, согласка и самогласка, и тоа го помножил со два и видел дека таму има многу повеќе звуци. И за еден физичар тоа е многу едноставна работа. Не може поинаку да заклучи. Тоа е прва работа. Втора работа што би сакал да ја напоменам, тоа е дека ние не почнавме од современиот македонски јазик па да читаме наназад. Наша единствена претпоставка што не врзува со македонскиот јазик и ова подрачје, тоа е дека најверојатно, ние така претпоставивме, ако е ова македонски јазик, тогаш она што најтешко изумира, тоа се основните, да речеме, атоми од еден јазик. Тоа се согласките и самогласките. Тие со време многу тешко се менуваат. И ако тоа може би бил македонски јазик или некоја варијанта, древно македонски, тогаш најверојатно тие согласки треба таму исто така да ги најдеме. Ние знаците од каменот не ги измисливме, тие се наоѓаат се уште на каменот, може било кој да ги провери. Она само што направивме е по одредена постапка и методологија, применувајќи, да речеме, нешто што ние викаме итерација чекор по чекор работа, да озвучиме дел по дел од тие самогласки, една по една, и на тој начин да можеме да кажеме дека сега тие знаци што ги наоѓаме на каменот имаат такви звуци, а потоа со така дефинирани знаци и дефинирани нивни звуци кои што тие знаци ги создаваат, ги даваат, ги представуваат, односно, да почнеме да го читаме текстот. Она што понатаму на наше, речеме, пријатно и големо изненадување следи, и тоа е дека она што го читаме има сличности прво со зборовите кои што денес ги наоѓаме во македонскиот јазик, но одиме и едно скалило погоре. А тоа е дека добиваме и низа граматички правила, сега се некаде 80 на број, кои што се исти или слични со денешните
со правилата во денешниот современ македонски јазик. Вие идентификувавте Овде, само се извинам, ја овде би дополнил уште едно да се свати она